По вчерашните протести, општинската зграда, која патем е општонароден објект, повторно беше бомбардирана со боите на така наречената шарена револуција. Балони со бои, фрлени врз фасадата, сами по себе говореа за тоа каква е грижата на протестантите за општествените добра. Тоа е објект кој го представува изгледот на Прилеп, во кој се пренесуваат идеите и интересите на сите граѓани на Прилеп, бидејќи локалната самоуправа, избрана на локални демократски избори заедно со Советот на општина Прилеп, во кој се вклучени сите политички опоненти избрани од граѓаните, е само место каде се разговара, се гради и се носат идеи за подобар и по-перспективен град. Тоа е институција на сите граѓани и за сите граѓани. Објектот останува и за ините генерации како репрезентативен објект во кој работи и делува локалната власт и незините одделенија на општина Прилеп. Како на ова реагираат граѓаните? Не е убо, вистина не е убо. Ама сето е од народот прај, народот ќе плаќа пак. Да, може да се дадат за некои други работи кои што на градот му се потребни. Например, да отвореја субвенција, да дадеја субвенции за автобус за Мариово. Таму нема превоз. Не е убаво, не е. Не е убаво, не се занимавам по тој спорт. Не постоја никош. Сега овие скоро не ти излажам. Сега прего секаде, не само овде, и Скопје и на друго место секаде. На 5 јуни. Тамо се бара правда, иначе вака не е убаво. Мада изгледа уметнички, да ви кажам право, ако го гледаме Мазев во Париж, го правиш акварелот, личи на него малко, али не е убаво, не е убаво. Тоа некни ја чистеа, гледав пред некој ден, тука беше монтирана дизелица, ја чистеа, чуе, не убаво. На ваквиот однос кон наградувањето на околината реагираа и екологистите. Се залагаме за здрава и чиста животна средина на градот и околината. Како еден дел од нашите работни активности е и тоа да го заштитуваме и чуваме сето она што сме го направиле и изградиле заеднички за подобри услови за живот на граѓаните. Ние и многу од нашите граѓани не се согласуваме и строго го осудуваме начинот на кој протестираат членовите на Социјалдемократскиот сојуз и нивните приврзаници, уништувајќи некои делови од градот за кој со години работевме, го реновиравме и не случајно го добивме епитетот најубав град во Македонија. Наградувањето и демолирањето на овој објект е само одговор како не треба да се бараат граѓанските права, зашто штетата од оваа постапка ја плаќаме сите ние од заедничкиот општински буџет. Ова треба некој да го исчисти и уреди, да го врати во правобитната положба, зашто општинската зграда е лицето на градот. А со чии средства и со чии пари, ако не со нашите. А овој објект не припаѓа на ниту една партија, на ниту еден субјект, тој и припаѓа на граѓаните на Прилеп. А боите на така наречената шарена револуција уште долго нема да бидат симнати од фасадата на општинската зграда, служејќи како помена дека со демолирање на објектите не се постигнува излез од политичката криза.